Добар ден, криптоентузијасти, во уште едни Altcoin вести. За жал, нема да може да ги направиме лайвстрим. Као што знаете и сами, Никола Тодоровски ни е на гости денес, така да поради оваа причина во сабота вечер ќе бидеме на неговото шоу. Ако сте во Малта, слободно повелете со нас пред куќите ни се, ако не, тогаш кога ти гостува кај вас, уживајте во неговото присуство. Така да ние сме вечер на Comedy Night заедно со Никола Тодоровски. Во она што го ветивме, нормално се обработени Altcoin вестите, кои што се дел од нашата неделна програма. Ни останува уште во текот на утрешниот ден да го направиме специјалното неделно видео за алтернативни, односно секундарни глобални финансиски структури, направени од БРИКС, каде што нормално ќе разговараме за неколку различни структури кои што моментално ефективно функционираат. Enbridge, BRICS-Pay, нормално нивниот BRICS Unit, кој што само што беше пуштен на пазарот, како и нивната банка, тоа е банката за развој, која што нормално е замена за Интернационалниот меѓународен фонд и за Светската банка. Така да за тоа малку повеќе во недела. Да, видеото е направено во петок, истото прво беше достапно за нашите патреон заедница, а денеска го гледате во 6 часот на нашиот канал. И нормално, уште една мала подсетување би рекол, на нашиот Facebook профил на горниот дел во пин пост може да го најдете така речено настанот офлайн митап во Битола. Као што веќе кажавме, се е средено, договорено, платено, значи доаѓа уште да се сретнеме на 29 март и да уживаме во овој настан. 132 да речем посетители веќе го пријавиле своето присуство, биве замолил да го направите истото. Значи, кога ќе отидете на овој настан на врвот на нашиот Facebook профил, пријавете го вашето присуство да имаме оприлика идеја колку луѓе очекуваме. Нормално, ваквиот настан ќе биде во Народниот театар во Битола, во строгиот центар на градот. А као што веќе кажеме, во дискусија може да ги најдете и сите представници, односно да речем учесници на самиот митап, ќе имаме 5 предавачи, како и целосната програма во овој дел, као што може да видите, се е објавено овде. Како се ближиме поблиску, така ќе добиете дополнителни известувања, првенствено за паркинг кој што може да го најдете во близината на самиот театар, каде е театарот и така натаму. Сето ова ќе биде објавено кога ќе дојде време за настанот. Дополнително уште ќе напоменам, значи настанот е бесплатен, е под покровителство на нашиот канал. Значи апсолутно немаме никакви спонзори, сето ова го покриваме ние. Уште ќе напоменам, главната идеја на нашиот канал е токму тоа: да донесеме едукација за криптотехнологијата и за макроекономијата во Македонија за секојдневниот македонец. Као што знаете и сами, денеска ќе зборуваме за Altcoin вести. Од почетокот нормално прво преминуваме преку Altcoin институции, да видиме што се случува моментално во светот на институциите на глобално ниво. Овдека нормално станува збор за компании, корпорации, фондови, земји и нивната адаптација на криптотехнологијата. Као што може да забележиме, се наоѓаме доста пониско од претходниот all-time high на вкупниот market cap на крипто од 3,2 трилиони долари. Претходниот all-time high го постигнавме во октомври пред самиот пад на 4,3 трилиони долари. За жал, малку пониско, 25% пониско. Кога станува збор за каде се наоѓаме на годишно ниво во однос на Altcoin сезона индексот, можеме да видиме дека ефективно и понатаму од целиот овој период, уште од јануари 2022 година, ние Altcoin сезона не сме имале. Ефективно, ова е уште еден показател дека се уште чекаме потенцијален почеток на Altcoin сезона. Дали ова, дали следната, останува да видиме, но за разлика од претходните циклуси, сосема поинаку, нешто сосема досега невидено. Алткоините како и секогаш се наоѓаат на препродадена вредност, значи и понатаму нашата акумулација на истите продолжува. Имавме мала пауза поради тоа што моравме да собереме средства за да уплатиме за нашиот настан во Битола, да знаеме дека седо тоа е покриено, но официјално продолжуваме со акумулација. Нашето последно купување беше Wormhole во текот на вчерашниот ден, 3% од портфолиото на каналот. Значи тоа е нели во вредност на 3% од портфолиото на каналот додадовме капитал во Wormhole. Као што кажавме, моментално се фокусираме на тоа да ги намалиме средните вредности на позициите кои што ги имаме во проектите кои што ги има во нашето портфолио. Кога станува збор за најактивни проекти, стандард на годишно ниво, Ethereum, Cardano, ICP Flow,
Arbitrum, Stax, eGold, AVAX, Link и така натаму, која станува збор на неделно ниво во однос на Core и екосистем контрибуции, значи колку имаат скрипти за екосистемот, Ethereum, Cardano, ICP Flow, Arbitrum, додека во однос на матичниот блокчейн, повторно Ethereum, Cardano, HBAR, Flow, ICP. Една мала промена која што гледам моментално е Polkadot, која што не се наоѓа овде, претходно се наоѓаше постојано во топ 5. Сега другите се стандардни. Значи тие постојано кои што се најактивни проекти. Solana ја немаме видено во последниве 3 месеци, пошто е еден од најдобрите блокчейни, што ви рекле. Во однос на брзина, ICP понатаму на прво место се појавуваат некои нови, па ги снемува, па се појавува, па ги снемува. Стандардните се тие. ICP на прво место, второ место Solana, со 25% пропаднати трансакции, да не заборавиме. Binance, Tron, Base, Stellar, Polygon, Sei, Somnia, кој да е овој нов, но како и да е. Овие се веќе познати, добро утврдени блокчейни, кои што гледаме дека се топ најбрзи блокчейни моментално по реални трансакции во секунда. И Solana има колку беше? 20.000 трансакции во секунда, гледаме. Во однос на тоа колку има market cap во стейкинг, можеме да забележиме дека вака изгледа листата. На прво место Ethereum со 106 милиарди staked market cap, Solana, Binance, Polkadot, Near Protocol, Cosmos, Celestia, XDC, Flow, DYDX, Mantra и така натаму. Повторно не забравяйте, поради некои причини овде ќе имаме блокчейни кои што не се земени во предвид, не знам зошто. Би рекол AVAX, Cardano, то верувам дека би биле во топ 10, со оглед на фактот дека има солиден маркет кап и плюс голем дел од тој маркет кап е во стейкинг, но поради некоја причина на оваа алатка не ги земаат во предвид, не знам зошто. Кога станува збор за Forbes, ако се сеќавате, рековме дека ќе го следиме ова како посебна рубрика на Forbes, која што ги најавува топ 10 криптовалути за таа недела. Најновата ни доаѓа од 22 јануари, тоа е од вчерашниот ден, и вака изгледа листата. На прво место Cardano. Потоа Binance, па имаме Bitcoin на трето место, Polkadot на четврто место, Ethereum на пето место, Litecoin, браво Гоце, Solana на седмо место, Tron, XRP и за крај Lido Staking Staked It. Така да ова се топ 10 коини кои што моментално за оваа недела ги прогласи Forbes. Повторно не заборавајте, Forbes не е мал медиум, значи еден од оние медиуми кои што навистина има прво долгогодишно би рекол децениско искуство како медиум, без разлика тоа што ние ги сметаме за распускувачи на фекалии, а во исто време, како што веќе кажавме, значи ова е дел од нивната програма за така речено советување, че ова е Forbes Advisor, што значи дека они ги советуваат своите клиенти дека ова се коините кои што се најдобри во крипто секторот. Јас не го ставив Cardano на прво место, Forbes го стави. 34 Fear, што значи дека се уште се наоѓаме во би рекол длабока корекција и се наоѓаме во така речено страф, очекувано, значи понатаму поради случувањата на пазарот, првенствено поради случувањата во Гренланд. Ако не сте го погледнале, погледнете го последниот геополитика и крипто лайвстрим во средата, каде што разговаравме екстензивно за светскиот економски форум од аспект на геополитика. Денеска ќе спомнеам малку повеќе од аспект на блокчейн. Така да, во однос на геополитика, главниот проблем кој што го имавме и падот на пазарот кој што го доживеавме беше најавата на тарифи од страна на Orangutanos Americanus поради превземањето на Гренланд. Наводно има постигнато некакво решение. Да се подсетиме и последниот пат тарифите беа најавени во петок, откако затворија американските пазари. Погодете кој не затвори, тоа е крипто секторот, па затоа и целиот страф се пренесе на крипто секторот и нормално поникад да си го направи своето, добивме корекција. Нормално во текот на викендот они веќе се договорија, уште пред да отвора пазарите така речено и веќе дојдовме до корекција нагоре, но како и да е, штетата за крипто секторот остана. Се наоѓаме во Fear, значи дека повторно, ако мене ме прашувате, и понатаму останува добро време за купување, алткоините се наоѓаат на нивните најниски вредности. Сега овдека веќе доаѓаме до степен на тоа дали верувате во иднината на овој сектор или не. Ние веруваме, затоа продолжуваме со акумулација, секој од вас нормално дека треба да си донесе само одлука што е правилно за него. За мене, со оглед на фактот дека досега не сме добили алткоин сезона, алткоините се наоѓаат на екстремно ниски вредности, незамисливо ниски вредности,
ја не гледам зашто не би продолжил со акумулација. Биткоин ETF добивме селов, повторно истата ситуација пред самиот викенд, тоа се извинувам. Ова беше почетокот на неделата, се извинувам. Значи, уште траеше оној страф, ако се сеќавате, буквално до средата вечерта, четвртокот сабајлината, кога конечно добивме потенцијален договор помеѓу нив, а до тогаш нормално гледаме дека тој страф се реализираше и на ETF-ите, односно ова е понеделник, 20 јануари, кога пазарите отворија, автоматски почна селов. Вторник, кога стравот беше, би рекол, највисок, пред да дојде урагутанус американус во Давос, во Швајцарија, значи очекувањата за имплементирање на тарифи од 1 февруари, ефективно може да видиме голем селов на ETF-ите за веднаш потоа, погледнете го ова. Еден ден подоцна, кога се дозна дека нема да има тарифи, автоматски селов веднаш запра. Така да тоа може да го видиме и во Етериум, значи буквално гледаме како геополитиката веднаш делува на пазарите. Истата ситуација, погледнете. Значи како се интензивизираше стравот од тарифи, така се зголеми селов, односно продавањето на Етериум од ETF-ите, и следниот ден кога тоа практично престана да биде страв, ефективно имаме намалување на овој селов, односно продажба. Екстремно позитивна вест која што дојде до нас денес, верувале или не, е тоа дека Насдак официјално доби потврда од СЕК, од Комисијата за хартија од вредност, дека досегашните ограничувања за бројот на договори, односно бројот на опции и фьючерс кои што може да бидат имплементирани на нивните ETF-и кои што постојат на Насдак, ефективно е остранет. Биткоин и Етериум и овие, би рекол, Exchange Traded Funds или пак инструментите кои што може да бидат применети на овие две валути за тргување на Насдак, сега веќе немаат апсолутно никакви ограничувања, што ги става во иста бранша како најголемите акции, како што е Microsoft, Nvidia, Google, Amazon и така натаму. Значи дека ефективно биткоин и Етериум на Насдак платформата се во највисокиот ранг на ликвидност и на можности за опции и за фьючерси. Така да ова е екстремно позитивно, значи ова може да донесе само позитивни вести и позитивна ликвидност, дефинитивно не може да биде негативно. Следно, Morgan Stanley официјално аплицира за Bitcoin Spot ETF. Ова е нивната апликација официјално. Само да видам дали имаше датум за поднесување, сакав тоа да го покажам. Не успеав да го најдам очигледно, но сигурно го има овде негде. Како и да е, ова е официјално S1 формат, значи формуларот кој што се пополнува и се поднесува кога одредена корпорација сака да аплицира за Exchange Traded Fund. А Morgan Stanley важи за една од топ 10 најголеми банки во светот, това не е случајно. Гледаме дека сите најголеми институции одат кон истата патека. ETF-и и инвестиционо инвестирање, тоест институционално инвестирање и држење во старателство на криптовалути, почувајќи нормално секоја што биткоин и Етериум. Да се подсетиме дека и алткоините допрва ќе добијат своји ETF-и, како што веќе кажавме, тоа и се случи и се повеќе апликации доаѓаат. Например, Grayscale аплицираше за NIR фондот кој што го поседува моментално да биде претворен во ETF, Exchange Traded Fund. Да се подсетиме, Grayscale го направи истото и за Ethereum и за Bitcoin. Моментално бара тоа да биде случај и со NIR фондот кој што го поседува. Од друга страна не е само NIR, јас овдека поставив само секунда, поставив прашање, не знам зашто ми го снема, само момент за да го најдем истото. Значи, which ETF applications has Grayscale. Да видиме кои други фондови моментално се обидува да ги претвори. Еве како изгледа, значи во однос на ETF, на алткоините, значи NIR за кој што веќе знаеме, за Binance има поднесено, за BitTensor, TAO, за Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Hedera, Sui и Avalanche. Ова се апликациите на Grayscale, не заборавајте, Grayscale е апсолутен шампион кога станува збор за ETF-и, така да ако аплицирал, верувам дека со време и ќе ги добие. Значи дека се повеќе и повеќе алткоини се земаат во предвид за свој спот ETF. Голем дел од, голем, не би рекол голем, но дел од коините веќе добија, пак ќе напоменам. Значи ова не е случајно, од друга страна ваквиот интерес од страна на институциите се повеќе и повеќе официјално расте. Кога станува збор за Bitwise, тоа исто така уште еден голем играч во крипто ETF-ите. Моментално ова се неговите 11 активни апликации за
Aave, Uniswap, Zcash, Tao, BitTensor, CC, кој што не знам кој, треба да проверам, ENA, ова е од Ethena, Hype, Hyperliquid, Near, Stark, Sui, Tron. Ова се ефективно апликациите кои што ги има Bitwise. Само сакам да ви покажам дека ова што го зборувавме се повеќе и повеќе доаѓа на виделина. Дека апсолутно сите оние проекти кои што вистина имаат поддршка и би рекол се соодветно истражени од страна на големите институции ќе добијат своји ETF-и. Оние кои што веќе имаат ETF-и гледаме дека и понатаму активно растат. Да, имаше мало продавање кога станува збор за XRP, добивме 53 милиони одлив на 20 јануари, дел од овој страф заради Гренланд, но потоа гледаме дека и понатаму имаше така речено акумулација. Кога станува збор за останатите, само секунда, малку не го промениле ова, да видам каде се. Лентата не се излоадирала, така да сега го средивме тој дел. Кога станува збор за Solana, исто така имаме прилив, и тоа имавме солиден прилив пред некој ден, како изгледаше на 13-14 јануари, 23 милиони. Постојано имаме прилив како на Solana, така видовме добар прилив и на останатите алткоини. Имаше изненадно на Litecoin многу голем прилив, затоа ќе разговараме сега. Еве на Link сме имале 4 милиони последно на 20 јануари. На Litecoin Гоце радој се брат, супер ова ти се погоди. Мада воа нели сега не заборавајте дека е во однос на колку до сега имаме приливи, 2 милиони на Litecoin пред само 2 дена и последниот на HBAR кои што се они кои што се битни сега за сега. Еве исто така имавме некој солиден прилив околу 3 милиони на 21 јануари. Така да тоа е во однос на altcoin спот ETF-ите. Кога станува overall за одлив и прилив, она што може да го забележиме е дека се наоѓаме во стагнациона фаза, каде што имаме приливи и одливи, но генерално се наоѓаме во неутрална фаза, се уште не се движиме во нагорна или во надолна линија, во однос на количината која што ја поседуваат ETF-ите на биткоин. Сега, кога станува збор за дацовите, кои што знаете дека моментално ги следиме, може да забележите дека имаме солиден прилив и тоа погледнете, дури во илјадници биткоини, посебно кога станува збор за MicroStrategy и MetaPlanet. MicroStrategy последното купување е на 20 јануари, 22.000 биткоини, MetaPlanet последното купување е на 30 декември, 4200 биткоини и нешто помало во текот на јануари можеме да забележиме од овие ентитети надолу. Додека за продавање видовме Riot Mining, уште на самиот почеток на овој месец, знаете дека Riot Platforms се уствари Riot Mining, еден од најголемите мајнери на биткоин, со оглед на фактот дека нивниот индекс кој што го следиме за профитабилност на мајнинг е доста низок, со оглед на фактот дека цената на биткоин е падната, нормално дека голема веројатност дека ќе продаваат со цел да го одржат своето постоење, своите операции. Така да тоа е најголемото продавање што може да забележиме. Кога станува збор за Ethereum, исто така имаме солидно купување, нормално знаеме од кого, тие што купуваат постојано, 20 јануари 35.000 Ethereum, Bitmain. И уште една позначителна трансакција на 4 јануари 4.000, скоро 5.000 Ethereum од страна на Sharplink. Додека кога станува збор за продавање, нешто ситно, 31 декември Exodus и овдека имало купување, два пати па потоа продаде Quantum Solutions, така да ништо посебно. Тоа е прилика во однос на дацовите, не ги следиме за altcoin, затоа што нема нешто посебно, како што може да забележите, нема трансакции многу големи, во Solana и дури има продавање, за разлика од другиве два коини, значи за сега дацовите не се толку активни во altkоини, како што се во биткоин и Ethereum, но очекуваме дека тоа ќе се смени. DATS нормално, Digital Asset Treasuries, тоа се компании кои што купуваат криптовалути. И понатаму се наоѓаме во ситуација во која што иако имаме постепени качување нагоре, мали качување нагоре, на тоа колку биткоин се наоѓа на меноочниците, гледаме дека overall, значи и понатаму трендот е надолу, односно се помалку и помалку биткоин имаме на меноочниците. Автоматски ова порано или подоцна ќе доведе до шок на цената на биткоин, нормално истото важи и за Ethereum, кој што само што достигна нов all-time low на количината на Ethereum на меноочниците, што значи дека, пак ќе кажам,
шок на залихата е само прашање на време кога ќе се случи, со оглед на фактот дека постојано се намалува количината која што ја имаме од биткоин и етериум на централизираните менувачници, автоматски само прашање на време кога нема да има доволно за сите оние кои што сакаат да купат, а интересот гледаме дека и понатаму расте. Кога станува збор за Coin 50 индексот, кој што исто така го следиме, значи да искрено моментално највеќе следиме колку е алокацијата на алткоините во истиот, највеќе во тој дел, каде што беше помалку 48, сега е повторно малку повисока 51, како да речеме малку по рисков на сезона, да речем на самите пазари, така се зголемува алокацијата на биткоин во ова, би рекол, во овој индекс, а како се движиме обратно нагоре, така се намалува количината на биткоин, така да тоа е исто интересен показател кој што го забележав. Сега за сега 51% од вкупната количина на Coin 50 индексот на Coinbase е во биткоин. Кога станува збор за ова е нормално цената на Coin 50, гледаме дека е во стагнација после овој иницијален пад, нормално падот после постигнувањето на all-time high на биткоин на 10 октомври, моментално можеме да забележиме дека е во стагнација како и целиот пазар, очекувано. Значи, буквално го следи биткоин во чекор. Во однос на тоа колку сојузни држави моментално имаат биткоин резерва, знаете дека го следиме ова постојано, а следната држава која што потенцијално ќе има своја резерва е Канзас. Односно во Канзас моментално има поднесено закон, тоест предлог закон, за да се донесе биткоин резерва. Така да наскоро на оваа карта во зелена боја може да се приклучи и Канзас, после Нью Хемпшир, Тексас и Аризона. Овие плави се уште се одлучува, така да доста интересно, верувам дека наскоро ќе се зголеми бројот на зелени, но да не брзаме, останува да видиме како тоа ќе изгледа. Сега за сега мислам дека тоа е еден од побитните работи кои што мораме да ги следиме во однос на адаптација, затоа што кога ќе добијат се повеќе и повеќе од овие сојузни држави своја биткоин резерва, многу поверодостојно е дека ќе добиеме и закон за биткоин резерва и нели закон со кој што ќе се акумулира биткоин, она што моментално е во процедура од страна на Синтија Лумис како предлог. Сега, овде ќе имаме веќе почеток на институционалните вести, каде што официјално разговараме за тоа што се случува во институциите и во големите корпорации. Првата и најбитна вест е нормално повлекувањето на Coinbase од предлог актот Clarity Act, односно тоа е значи законот за маркет структура на криптопазарите, со тоа што тоа е уствари Clarity актот, како што го нарекуваат. Првиот дел од овој Clarity Act беше уствари Genius актот, кој што е уствари стейблкоините. Сега ова е така речено целосна законодавна рамка за тоа како ќе функционираат криптопазарите. Зошто се повлекува Coinbase? Значи, директно да слушнеме од самиот Армстронг, Брајан, кој што ќе ни каже која е причината поради која што моментално истиот се повлече од овој предлог закон. Значи, проблем се банките. Банкстерите моментално се обидуваат да ќе видите од негова страна, ќе каже, па потоа ние ќе го анализираме ова што го кажал Брајан Армстронг, затоа што е многу битно да разбереме што уствари се случило и зошто ваков потек од страна на Coinbase. It was very clear in terms of the rules and the road ahead. If you're a digital commodity, you'll trade under the CFTC rules. If you're not a digital commodity, you'll be treated as a security. Is that right? I'd say most of the rest of the industry agreed that there are major issues. I declined to opine on the exact whether the markup should happen or not. I defer all of that to the Senate, but I did feel like I had to speak up on behalf of our customers and all Americans here. It just felt deeply unfair to me that one industry would come in and get to do regulatory capture to ban their competition. They should have to compete on a level playing field, and I genuinely believe that many of these banks are actually very smart. The commercial side of the bank is leaning into crypto. They're actually doing deals with Coinbase. We're powering a lot of crypto and stablecoin infrastructure for them on the commercial side, and then their lobbying arm comes to DC and thinks of it as very, very zero sum and is trying to kill the competition. So I suspect, like many things, if we get the principals in the room, we can actually get this figured out and make a good deal. Значи, основата е следна. Што уствари се случи? Односно, оно што успеавме да го заклучиме од досегашните информации е дека лобито на банкстерите
успешно во овој иницијален акт кој што се уште не е претворен во закон, се уште не е изгласан, ги отстранува било каков тип на добивка која што може да добиете од стейблкоините во превод. Доколку моментално имате стейблкоини кои што нормално во противредност имаат краткорочни обврзници, било каков тип на yield кој што доаѓа од овие обврзници, камата, вие не можете да ја добиете. Автоматски се намалува интересот за стейблкоини и се намалува опциите кои што, да речам, Coinbase и останатите менувачници или пак стейблкоин ишуери, како што се Circle, Paxos и така натаму, може да ви ги дадат како инсентив за да имате стейблкоини. Автоматски елиминираат својата конкуренција со оглед на фактот дека yield до стейблкоин може да достигне и до 4-5%, како што видовме кај Ondo со неговите така речено стейблкоини. И обратно, за разлика од тоа, кај банкстерите такво нешто е научна фантастика. Автоматски ја елиминираат конкуренцијата, тоа што го каже и самиот Брайан Армстронг. Како и да е, за сега големи ентитети понатаму остануваат во поддршка, како што видовме, тоа се Kraken, XRP, Ripple исто така и поголемите менувачници остануваат. Circle исто така во поддршка. Овдека може да ги видиме нивните така речено да речем квоти за дека и понатаму остануваат во поддршка на овој акт, A16Z фондот и така натаму, но за жал излегувањето на Coinbase сосема оправдано, мене ако ме прашувате, е доста голем проблем. Сега како тоа ќе заврши останува да видиме. Мене ова не ми се допаѓа со оглед на фактот дека подобро е да биде никаква отколку лоша регулатива, но не размислуваат и така. Например, Ripple размислува обратно, вели подобро некаква регулатива, него ли никаква, па потоа ќе се обидуваме да менуваме. Но останува да видиме. Како и да е, моментално од 20 јануари од така речено председателот на Комисијата за ресурси, CFTC, како што каже и самата водителка, и понатаму еден дел од овој закон ќе биде токму тоа, да се распредели кој од овие коини представува хартија вредност, а кои не, а според тоа нормално и кој од овие коини ќе биде под ингеренции на Комисијата за хартија вредност, а кој под Комисијата на ресурси, CFTC. Според оваа изјава која што видовме, значи истиот кажува дека буквално се наоѓаме пред златната ера на американските финансиски пазари. Нормално ова директно алудира на токенизацијата и на блокчейн технологијата која што се имплементира во финансиските пазари. Пак ќе кажам, проблем е ова што моментално гледаме со стейблкоините, но реално ние како инвеститори во крипто, посебно во оваа ситуација во се освен стейблкоини, нас не ни менува многу, но сепак на тој начин практично дозволуваме банкстерите да победат. Пак ќе кажам, мене ако ме прашувате, само прашање на време кога истите ќе исчезнат, а тоа ќе го слушнете подоцна и од самиот Лери Финк. За разлика од Мурика, гледаме дека во Хонг Конг веднаш излегуваат спротивно на тоа што го прави Мурика. Прво, можеме да забележиме дека досега не беа дозволени, а веќе почнуваат да дозволуваат стейблкоини. Значи, во првата четвртина од 2026 година веќе се издаваат лиценци за стейблкоини на територијата на Хонг Конг. Од друга страна, овие лиценци, според тоа што успеав да го истражам, во Хонг Конг, за разлика од Америка, ќе имаат целосно право да добијат yield, односно камата, за така речено обврзниците кои што стојат во противредност на овие стейблкоини. Така да гледаме дека Хонг Конг се обидува да се напреварува со Мурика, посебно кога станува збор во однос на стейблкоините преку ова. Значи, ако не го дозволи тоа Америка, може да се случи голем дел од клиентите да почнат да соработуваат или работат на територија на Хонг Конг. Паметно од нивна страна, односно се повеќе гледаме дека се движиме во тој правец. Конкуренција на глобално ниво за тоа кој повеќе ќе привлече од овој пазар. И следниот е нормално Светскиот економски форум во Давос, кој што се одржа во последните 3-4 дена од 19 до 22 јануари, мислам дека денеска е веќе официјално завршен. Значи погледнете, ова е еден од насловите, главните наслови во Светскиот економски форум. Во финансии и монетарни системи, затоа што знаете кога дека се разговара за многу теми, дали ерата на криптовалутите започна. 5 експерти зборуваат на оваа тема, нема да навлегуваме премногу во тоа. Една интересна работа која што од кога го прочитав овој, да речем, артикал, ми дојде во печаток, е фактот дека најголем дел од стручњаците кои што зборуваат на оваа тема ја потврдува истата оваа фраза која што ние ја зборуваме.
криптосекторот се наоѓа во неговата инфантилност, практично се наоѓа во фазата на новороденче, кога станува збор за еден сектор, за една индустрија. Значи дека ово што ние го гледаме се само почетоците на еден целосен нов сектор, еден целосен нов тип на технологија. И еве го заклучокот од целиот овој, да речем, параграф, ако го погледнете надолу или целата оваа статија, дека ова е технологијата која што ќе направи целосен апдейт на финансискиот систем. Не заборавајте, значи технологијата кога станува збор за блокчейн не е смислена само за финансискиот систем, но дефинитивно финансискиот систем е еден од првите сектори во кои што може да направи многу голема промена. И прво, за да разбереме колку само се неписмени овие лидери во финансискиот систем кои што моментално не водат, овдека може да забележите само еден краток мал дел од дебата помеѓу Брайан Армстронг, CEO на Coinbase, и некаков си представник на некоја централна банка, апсолутно небитен тип кој што има нула познавање од блокчейн, а уште еднаш, значи ова се причините поради кои што само прашање на време кога овој ликови и нивните институции ќе престанат да постојат. Они не знаат со кого си имаат работа. Central banks with a democratic mandate. Само. I trust more independent central banks with a democratic mandate than private issuers of Bitcoin, which have a very useful role. But Bitcoin is the decentralized protocol. There's actually no issuer of it. So that's in the sense that central banks have independence. Bitcoin is even more independent. There's no country or company or individual who controls it in the world. And so anyway, I think it's a healthy competition because if people can decide which one they trust more, and I think it's actually the greatest accountability mechanism on deficit spending. I trust. Што може да забележите овдека? Може да забележите еден диносаурус кој што е дел од некаква си структура која што е во распаѓање, гледаме според бројот на фиат валути кои што моментално апсолутно колабира ни светот, кој што зборува за некаква си доверба во наводна демократска централна банка. Каква е таа демократска централна банка? Ние ги бираме банкариве на референдум, но како и да е, не навлегуваме таму. Каде што зборува повеќе, верувам, на демократски избор на централна банка наспроти приватно issuance, односно приватно минтање, така речено, на биткоин. Нормално, прво не знае со кого разговара, со оглед на фактот дека дечко е доста начитан кога станува збор за Брайан Армстронг, второ не знае за што разговара. И многу добро го поправи во однос на тоа дека ниту едно лице, ниту една компанија, ниту една држава не може да го контролира биткоин и нема да го контролира биткоин. Станува збор за најдецентрализираната мрежа во светот. Што значи дека автоматски, пак ќе кажам, овие луѓе не знаат. Апсолутно нема никакви познавања за технологијата за која што моментално станува збор, а оваа технологија веќе доаѓа на светско ниво. Значи гледаме дека доаѓа до адаптација во најголемите економии, на највисокото ниво на институции, така да пак ќе напоменам. Ова е тоа што они не сакаат да си го признаат, до степен што не сакаат ни да знаат што моментално се случува во овој сектор, а не па да имплементираат нешто. Затоа ќе напоменам, значи само прашање на време кога ваквите диносауруси ќе бидат целосно елиминирани заедно со нивниот архаичен, традиционален финансиски систем. СИЗИ исто така беше дел од Светскиот економски форум. Повторно, значи знаете кој е моето мислење на Светскиот економски форум. Секогаш кога на едно место се наоѓаат многу стопани кои што се дојдени со цел да го контролираат светот и на нас овците да ни кажат што е правилно, значи секогаш нормално дека ние ќе бидеме крајно против тоа, но како и да е, сакале ние или не, ова се луѓето кои што можат да направат и да ја водат, така речено, глобалната адаптација. Вели, крипто ќе стане официјалната валута на AI агентите. Како што знаеме дека светот и понатаму екстремно се фокусира на вештачка интелигенција, а AI агентите се дел од оваа револуција на вештачка интелигенција, каде што на AI агентите не можете да им, освен ако не им диктирате што треба да користат за плаќање, и им дадете слобода сами да одберат, они секогаш ќе одберат крипто. Дури верувале или не, нема да одберат стейблкоини, туку ќе одберат криптовалути. Затоа што стейблкоините се издадени од приватни компании. За разлика од тоа, криптовалутите во најголем дел случаевите се доста децентрализирани и гледаме дека AI агентите секогаш ги избираат нив.
Дополнително овдека Сизи во неговите излагања зборува за уште многу битни работи, меѓу кои две кои што дефинитивно мора да ги спомнеме, а тоа е дека последниот период очекува дека било каков тип на проекти кои што се поврзани со криптоплаќања и со токенизација ќе бидат екстремно успешни. Според тоа што он го кажува, значи во сите негови интервјуи ги погледнав поголемиот дел од нив, значи првата работа што каже е моментално дека стейблкоините и криптоменувачниците се моментално единствените профитабилни бизниси во криптосекторот, зборуваме нели, кои што прават yield, кои што прават постојано генерираат паричен нели пари и профит. Вика следни кои што тоа ќе го прават ќе бидат коините, односно проектите кои што се занимаваат со криптоплаќања и токенизација. Повторно ова доаѓа од Сизи, не од моја страна. Да, и овде имаше некоја листа на 11 најави кои што се поврзани со стейблкоини, роботика и вештачка интелигенција, кои што се битни во нели Светскиот економски форум, меѓу кои не е само за стейблкоини, туку погледнете го. Вика Светскиот економски форум го подига криптосекторот со dedicated, тоа е посветена сесија за стейблкоини и токенизација. Токенизација не се само стейблкоини, стейблкоини се само една категорија на токенизација. Така да, што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека на вистина во ова издание на Светскиот економски форум посебен акцент се дава на криптосекторот. Да, значи ова е следна вест која што доаѓа од Circle. Знаете, Circle е компанијата која што го издава, односно го минта USDC стейблкоинот, кој што моментално, иако се во соработка со Обединетите нации, овој пат УНХСР практично, овој пат ќе бидат во многу поголема соработка, комплетен партнер, со тоа што, значи, ако се кејават ова доаѓа веднаш после USDT, значи во претходните вести буквално спомнавме дека Тетер станува партнер на нормално на Обединетите нации, веднаш нормално и Circle станува партнер, значи не е ова случајно, тоа е таа конкуренција која што ја имаме помеѓу издавачите на стейблкоини, каде што се вели дека Circle моментално ќе гради целосна инфраструктура за овде ќе имаме точно точки. Прво, нормално плаќање кои што се нели надвор од границите, било каков тип на плаќање на глобално ниво, потоа конверзија, значи не е само плаќање, туку и конверзија во локални валути од стейблкоините. Дополнително ќе има поголема транспарентност и нормално акаунтабилност, да се знае значи кој што каде на кого дал. Ова е многу добар дел што мене ми се допаѓа. Вика programmable disbursements, односно на овој начин ќе може на препрограмиран начин да луѓето кои што треба да ги добијат овие средства ги добијат. Што мене многу ме радува, затоа што на блокчейн нема лажење. Ако на некому му дадете права преку блокчейн, автоматски тој е единствениот кој што може да ги подигне овие средства, значи нема лажење, нема перење пари, нема крадење, значи тоа е екстремно позитивно. Така да тоа е во однос на соработката помеѓу Circle и нормално Обединетите нации. И ова е исто така многу битно. Вика, владата на Бермуда најави на овој светски економски форум дека во тек е изработка на првата комплетно он-чейн економија во светот на една држава. Значи дека Бермуда планира во текот на следните неколку години целосно да ја не дигитализира, туку да ја стави он-чейн, значи апсолутно секоја трансакција во не само државата, институциите, туку до најмалите компании. Значи апсолутно се да биде он-чейн. Како главна валута нормално го земаат USDC, значи како стейблкоин кој што ќе биде користен во економијата на Бермуда и апсолутно целата економија, значи од најмалите трговци до највисокото ниво се да биде реализирано он-чейн. Значи повторно ова не е мала работа, ова ви кажува дека една цела економија ќе функционира он-чейн. Сега зошто е ова толку битно и да го преведеме во тоа како вас би ви помогнало портфолиото. Прост пример. USDC во најголема форма е изминтан и се користи на Ethereum. Автоматски, ако USDC е водечката валута која што ќе се користи за целосно да се стави оваа економија on-chain, автоматски било кој фи за секоја трансакција која што ќе се плаќа на овој остров, автоматски треба да плати фи во Ethereum. Значи секоја од овие трансакции ќе мора да користи Ethereum за да биде реализирана. Значи целата оваа економија на една земја
секоја трансакција од најмалите трговци до највисоките институции, секоја трансакција мора да плати фи во Етериум. Ако вие држите Етериум, тоа значи дека и секој од овие ентитети ќе мора во некаква форма да држи Етериум или пак во нивно име институциите да држат Етериум и да ги покриваат фито. Се разбираме? Значи дека автоматски тоа му дава use case на Ethereum конкретно во оваа ситуација. И исто така кога станува збор за Бермуда, вели моментално не само самата економија, туку и било каков тип на јавни податоци и јавни објави, така речено, ќе бидат аплодирани на Filecoin мрежата. Значи Filecoin, како што знаете, сами е децентрализирана меморија, односно децентрализирана така речено блокчейн кој се занимава со storage на on-chain. И многу интересно, значи апсолутно се што доаѓа директно од нивната влада и ќе треба да биде објавено, ќе биде објавено и зачувано на Filecoin. Значи пак ќе кажам, ова не е мала работа, тоа значи дека државата го зема Filecoin како партнер во нивната работа. Екстремно позитивно. Значи гледаме дека некои од овие сега за сега помали, понатаму верувам и поголеми, се фокусираат кон крипто. И не е само Бермуда, Тајланд само што направи целосна крипторегулатива и само што не започнал да одобрува ETF-и за крипто. Значи буквално во тек е моментално одобрување на првите потенцијални exchange traded фондови на крипто во Тајланд. Ова не е мала работа повторно. Значи гледаме дека примерот на Америка го следат многу држави, тоа што ние го зборувавме. Виетнам. До сега, ако не знам сте забележале, но Виетнам е во топ 5 држави по адаптација на крипто, посебно со оглед на фактот дека нивната валута е екстремно девалвирана, она што постојано го зборуваме. Девалвација и пропаст на фиат валутите е една од најголемите катализатори за адаптација и користење на криптовалути, сакале вие или не. Немате избор, ако вашата валута пропадне, морате нешто да користите за плаќање. Крипто е наједноставното, најбрзото и најлесното средство за адаптирање за овој дел. Виетнам досега, иако има една од најголемите маси на луѓе кои што адаптираат и користат крипто, досега немаше крипто регулатива. Сега не само што е направена, туку само што почна со прифаќање и потенцијално одобрување на лиценци за криптоменувачници. Повторно, досега ова се случуваше, така речено, во некоја сива зона, значи не е ниту забрането, ниту дозволено, сега официјално Виетнам почнува да одобрува лиценци на менувачници. Че гледаме дека адаптацијата на крипто се повеќе и повеќе расте. Етиопија како една од државите во Африка која што има најголем извор на енергија, значи најголем производител на електрична енергија, моментално вели нивниот премиер бара компании кои што ќе се работуваат со нив за да искористат оваа моќ, овој потенцијал на електрична енергија, која што и доста ефтина за хешрейт, за производство, односно копање на биткоин. Вели моментално од целата Африка само 3% од вкупниот хешрейт на биткоин доаѓа од Африка и на овој начин практично овие држави се обидуваат да привлечат майнинг компании. Ова не е случајно, ова не е мала работа. Значи една земја како Етиопија, која што само што влезе во БРИКС, која што е една од најдобрите економии во Африка, активно преку највисокиот представник, нивниот премиер, бара компании да дојдат и да почнат да копаат биткоин на нивна територија. Ова е вест која што доаѓа до нас од PaySolo. Значи, она е компанијата за која што се сеќавате, нивниот представник дојде и разговараше на нашиот канал. Имаме две вести од нив, првата е ова, втората ќе ја дознаете на крајот на денешното видео, а нормално тоа е еден од говорниците на нашиот офлайн митап во Битола. Моментално, ако некој од вас преку Квико има дебитна картичка, владата во Полска официјално им забранува да користат, сега пак не знам што се случило точно, нема да налегувам премногу, само ми беше напоменето од Ристе, од PaySolo, да ви пренесам дека овие дебитни картички кои што доаѓаат од PaySolo, не PaySolo, од Квико, преку Трасти, нема да бидат валидни до крајот на месецот. Така да ако нешто имате, преместете си го. Сега не знам евентуално ако некој од вас користи ваква дебитна картичка. Значи ова е официјалната вест 21 јануари од Полска, каде што практично се наоѓа самата компанија, дека нема да им биде дозволено да имаат вакви услуги. Нема да навлегувам премногу, повторно ова е дел кој што многу не засега нас.
но сакав да ви го пренесам за да имате определена представа што се случува околу овој дел ако некој од вас поседува вакви дебитни картички. И со тоа преминуваме во вториот дел кој што е исклучиво за вести на алткоините. Altcoin вести дека ги почнеме со нашиот омилен дедо, кој што е голем проблем, но во исто време, ако ништо друго, барем реално ни кажува што е следно. Ова што ќе погледнете овдека е негово интервју пред само неколку денови во Светскиот економски форум. Да слушнеме што има да каже, што него го засега и што очекува, посебно кога станува збор за крипто. But now let's go into the future. What are some of the mega trends that are going to reshape investing, asset management as you look forward? I mean, there's two, but they're all interconnected, and that's going to be AI and tokenization of financial assets. So digital assets, those are the two mega trends that are going to totally reshape financial services. I had a lunch today with a very prominent former finance minister, central bank, very prominent guy. And he wrote a big paper on tokenization. Right. And he would say, he couldn't say it in his former role, but he would say it today as a private citizen. The banking system is being left behind in so many ways through technology. But now let's go on. Значи, моментално гледаме дека и понатаму, ако ништо друго, барем околу овој дел, Лери Финк си држи до истиот негов муавет. Очекуваме дека токенизацијата ќе биде голем дел од оваа технологија и голем дел од иднината на финансиските пазари. Односно, оно што можеме да го забележиме е дека истиот и понатаму неговиот говор за адаптација на крипто е комплетно фокусиран на токенизација во моментот. Уште еднаш да посетиме. Токенизација во моментот за оваа технологија не е возможна кога станува збор за биткоин. Што значи дека единственото средство кое што моментално BlackRock го поседува во однос на ETF е Ethereum. Но дали е само Ethereum, тоа што постојано го зборуваме. Токенизацијата моментално се одвива на многу различни блокчейни, така. Односно можеме да забележиме дека токенизацијата и понатаму расте, но повторно не сето ова е на Ethereum. Вака изгледа целиот пазар на моментално токенизирани средства без стейблкоини. Ако ги додадеме стейблкоините, изгледа уште пострашно. Значи, моментално имаме огромна количина, погледнете го ова. 318 милиарди долари вкупно токенизирани средства заедно со нормално стейблкоините. Без стейблкоините имаме негде околу, за жал ова е доста мала сума, но како и да е, 23 милиарди. Сега, што рековме ние? Не се е на Ethereum, кој што можеме да забележиме, други блокчейни исто така имаат голем удел во токенизацијата. Значи Ethereum со 13,6 милиарди, Binance со 2,3 милиарди од оние кои што ги познаваме. 2,4 милиарди на ZK Sync, Polygon 800 милиони, Aptos 590 милиони, Ledger, XRP 400 милиони, овдека гледаме и други како Solana, Stellar со 1 милиарда, така да има доста блокчейни на кои што моментално се врши токенизација. Тоа што постојано можеме да го забележиме е дека во поголем дел од секторите на токенизација и понатаму имаме постојан раст и постојани нови all-time highs. Значи дека се повеќе и повеќе за различни сектори на токенизација се користи токму блокчейн, не може ништо друго. Така, погледнете го ова. Нов all-time high на токенизирани обврзници и понатаму ондо се наоѓа на второто место, ако не е веќе и прво место, со оглед на фактот дека и ова се ставки на ондо. Замислете, компанија, мала компанија со екстремно мал маркет кап се напреварува со BlackRock и со Franklin Templeton. Кога станува збор за не се американски, туку глобални обврзници на други држави, најголем дел кинески, како што може да забележиме, истата ситуација. Гејропски кинески се избинувам, че е ново нешто, гејропски 584 милиони токенизирани обврзници, верувале или не. Значи и ова е, погледнете, екстремно голем раст, постојано нов all-time high. Ако продолжиме понатаму ќе видиме дека секоја категорија скоро секој ден е во нов all-time high. Корпоративни обврзници, истата ситуација, нов all-time high. Приватен кредит, овдека сме апсолутно секојаш во нов all-time high, верувам дека овдека никогаш нема да се намалиме, кога станува збор за кредит. Обврзници, иста ситуација, после скокот на златото, погледнете го ова. Вкупно околу 5 милиарди долари токенизирано злато во светот, не е само злато, видовме и многу други култури, како нафта, како житни култури, прехранбени продукти.
Овдека имаме мал пат на институционални фондови, но како што може да забележиме, ова секогаш е само моментална состојба и потоа повторно се враќа на нов all-time high и акции. Истата ситуација, мислам дека бевме на нов all-time high последен пат кога погледнав. Тоа ни кажува дека и понатаму целиот овој сектор е во постојан раст, а ова е само почеток. Значи се наоѓаме на апсолутен почеток кога станува збор за така речено целиот овој сектор на токенизација. Сега ќе продолжиме со вести за токенизација. Прво, BlackRock, ова е буквално статија која што потекнува сега од така речено економскиот форум, светскиот економски форум, каде што вели Ethereum моментално е toll road. Значи ова би било така речено патарина што ние нарекуваме за токенизација. Зошто е тоа така? Според тоа е она што го зборував за BlackRock, еве овдека го потврдуваат, значи нивното големо инвестирање во Ethereum е токму поради оваа причина. Најголем дел од токенизираните ствари и понатаму се наоѓаат на Ethereum блокчейнот. Зошто го зборувам ова? Многу луѓето треба да разберат дека не е само Ethereum, туку и сите негови layer двојки се на Ethereum кога станува збор за токенизирање, како Polygon, како Arbitrum и сите останати, што значи дека има многу голема количина од маркет капот на токенизација на овој екосистем. Но и понатаму јас ќе напоменам дека иднината е multi-chain, не е еден chain, тоа е 100% сигурно, и тоа го видовме преку имплементацијата на другите блокчейни на Weedle платформата на BlackRock, каде што се искористи Wormhole со цел да оваа ликвидност може да се движи од еден на друг блокчейн. Не може да очекуваме дека се ќе биде на Ethereum и не верувам дека тоа ќе биде иднината. Кога станува збор за New York Stock Exchange, значи што може да забележиме, истите развиваа платформа која што ќе овозможи 24/7 тргување. Каде е ова? Значи веднаш после Nasdaq, кој што најавија дека моментално чекаат дозвола од SEC за да може да имплементираат платформа која што ќе тргува 24/5, тоа е 5 дена во неделата, 24 часа. Гледаме дека и Њујоршката берза го прави истото моментално, со тоа што откако го прочитав овој артикл, побарав и на други статии, нормално побарав и информации од АИ. Она што успеавме да го допиеме е дека моментално не се знае како ќе изгледа оваа платформа, че ова е нешто интернално што го развиваат. Она што го знаеме е дека сите оние инструменти кои што досега ги имаат во дигитална форма за функционирање, помирување и така натаму ќе бидат имплементирани, значи нивните матични инструменти, но гледајте овдека, се шпекулира дека потенцијално Ethereum или XRP, односно Ripple, ќе бидат матичните блокчейни на кои што ќе биде направена оваа платформа. Сега, се вели не е потврдено, може да биде и приватен блокчейн, може да биде и јавен блокчейн, а може да биде и комбинација помеѓу двата. Така да, сега за сега, она што го знаеме е дека на еден или на друг начин не постои друга технологија која што може да овозможи ова да биде реализирано на Њујоршката берза, што значи дека најголемиот и единствениот, би рекол, начин моментално е токму блокчейн технологијата. Нема бегање. Само прашање е тоа дали ќе развијат своја собствена приватна или пак ќе користат јавна, како што тоа го прават многу од институциите. HSBC, третата најголема банка во светот моментално, погледнете го ова. Трета или пета, сега во топ 5, не сум сигурен точно и тоа варира постојано, дигитални средства, дигитални обврзници, повторно, каде може да имате дигитални обврзници? On-chain, така, не на приватен, туку на јавен блокчейн. Токенизирано злато, каде имаме токенизирано злато? Имаме на USDT и на уште некои issuers како Paxos, така. Custody Solutions, односно нудат за своите клиенти да имаат старателство врз дигитални валути. Дигитални валути, овдека нормално станува збор за CBDCs и за токенизирани во оваа ситуација централизирани стейблкоини. Така да, што може да забележиме? Ако ги извадиме CBDC и стейблкоини, токенизирано злато, Custody Solutions, нормално овдека станува збор за дигитални валути. Сега дали ќе биде тоа дигитални валути како криптовалути или пак тоа ќе бидат дигитални валути како токенизирани вредности, токенизирани обврзници, стейблкоини, злато, останува да видиме, но гледаме дека најголемите банки моментално како и сите останати се движат кон токенизација, кон блокчейн. Нема бегање. Значи нема не сакам, мора да прифатат оваа технологија. Не е дали они сакаат или не. Се разбираме тоа што го зборувавме. Значи доаѓаме во систем во степен каде што претходно како беше. Прво ви игнорираат, па ви се смеат, па се обидуваат да ве забранат и на крајот победуваат и ви се приклучуваат. Еве што се случува моментално, таму сме. Се приклучуваат.
И пак да подсетам, како што видовте и сами со изјавите на Светскиот економски форум, оваа технологија е во својата буквално инфантилизм, стануваме збор за новороденче, како технологија, како сектор. Chainlink, вели, моментално end-to-end интероперабилност, која што е екстремно потребна за токенизација, може да ја најдете само на Chainlink. Зошто е тоа така? На крајот од денот, една од главните причини поради која што Chainlink е толку битна, би рекол, врска помеѓу блокчейните и традиционалните финансии е токму неговата основа, Oracle. Значи, без Oracle вие немате портал со кој што може да ги трансферирате овие вредности од традиционални во on-chain вредности и назад. Тоа е главната работа која што Chainlink ја нуди, за разлика од останатите проекти, која што е исклучиво битна за да може ова да функционира. Од друга страна, не е само тоа, овдека прават брейкдаун на 4 вредности кои што моментално може да биде искористен Chainlink. Првиот е cross-chain interoperability. Како Wormhole, така и Chainlink може да биде искористен преку неговиот значи, протокол. Они го споредуваат со TCP/IP интернет протоколот, кој што така речено нели може да користи различни програмски јазици и така натаму. Истото моментално може да го имплементирате и преку нивниот CCIP нели протокол, кој што буквално нуди cross-chain интероперабилност. Не само преку блокчейни, туку и, како што кажеме, Wormhole е наменет за меѓу-блокчейн интероперабилност, Chainlink тоа го нуди апсолутно на сите страни. Помеѓу блокчейни и помеѓу блокчейн и традиционални финансии, односно помеѓу legacy системот. Не значи дека се финансии, било каков тип на оперативни системи, било каков тип на софтвер. Значи тоа е пак на некој начин двете се дел од самите така речено интероперабилност. Тоа е тоа. Првиот е помеѓу cross-chain интероперабилност, втората интероперабилност е тоа што го спомнавме, помеѓу самиот блокчейн систем и надворешниот тип на софтвер, без разлика каков тип на софтвер станува збор, data compliance and privacy. Значи овдека можеме да забележиме дека буквално сето она што другите го немаат, го има Chainlink во однос на data streams, значи постојано добивате нели фид на реални информации кои што ги добивате од trusted, значи од соодветни извори кои што им верувате нормално. Chainlink тоа го прави со споредба на повеќе извори со цел да дознае и да ја пласира вистинската информација, кога станува збор за on-chain. Compliance, privacy, тоа се делови кои што Chainlink на вистина ги има буквално ставено во джеп, значи нема каде не се compliant, тоа го видовме уште во моментот кога Swift одлучи да работи со Chainlink CCIP протоколот и се тоа може да го имплементирате директно преку нивниот протокол кој што е, така речено, compliant со еден куп законодавства кои што моментално функционираат, така да тоа исто така го нуда преку нивниот CCIP протокол и orchestration практично е апсолутно, значи може да го користите за 6 различни, како што видовме, нели, намени, значи буквално за се, како за внатрешна интероперабилност, така за надворешна интероперабилност со нели блокчейн и реалниот свет, data feeds, нели Merkle 3, нели она што го имаат за постојано апдейт на што поседувате во портфолиото, значи имаат 6 овдека из идентификација и така натаму, се тоа го нуди Chainlink, кое што на некој начин е многу битно за да имате целосна токенизација. Посебно кога станува збор за токенизирање на капитални вредности од реалниот свет, ова е екстремно битно и Chainlink верува дека во тој дел дефинитивно е апсолутен шампион. Во следниот апдейт на Chainlink на 20 јануари објавија нешто многу интересно, а тоа е нивниот on-chain 24/5 equities data. Equity се однесува на акции, значи дека се додека акциите се нели во тргување 24 часа 5 дена од понеделник до петок, истите ќе имаат price feeds за сите оние кои што користат тргување на акции на on-chain. Значи дека било кој од овие 40 блокчейни кои што се поврзани со Chainlink ќе може да ги користи овие price feeds за акции 24 часа во текот на денот од понеделник до петок. Сите овие блокчейни ќе може да имаат price feeds за овие акции, што е екстремно позитивно. Убаво објаснето од една страна станува збор за 80 трилиони market cap типови на акции, кои што едноставно ќе може да ги имплементира како нели податок, кој што на некој начин некој примерно децентрализираните минувачници, ако сакаат да имплементираат токенизирани акции, цените на овие акции ќе бидат исклучиво битни. Така, значи Chainlink преку неговиот price feeds, повторно тоа е нивна
лична, би рекол, технологија која што ја развиваат и која што, да речем, се едни од единствените кои што ја имаат, им го доставуваат ова on-chain на DeFi секторот. И многу интересен податок, Fastlane е компанија која што има развиено тип на софтвер наречен Atlas. Atlas представува посебен тип на софтвер за така речено правење на оние order books. Значи, преку овој тип на софтвер, да речем, одредена компанија, се извинувам во оваа ситуација менувачица, ќе може да направи order books и upkeep на order books, значи едноставно постојано апдейт и исполнување на наредби, со тоа што Chainlink моментално го купува овој дел како едноставно платформа, апликација на Fastlane и го имплементира во нивниот, така речено, аспект, значи во нивната лепеза на услуги моментално кои што ги нудат во однос на DeFi секторот. Така да моментално ова е екстремно позитивно затоа што сега Chainlink може оваа услуга за order books да ја нуди на своите клиенти. Прост пример, овдека се спомнуваат Aave и Compound како два, знаете, сами ова се едни од најголемите DeFi проекти кои што се занимаваат со lending and borrowing, каде што сега преку ваквиот тип на order books ќе може директно да користат оваа услуга од Chainlink за, ако има некаков тип на тргување, продавање, купување, позајмување и така натаму, што пак ќе кажам го прави Chainlink да биде еден од најголемите играчи во секторот, затоа и се наоѓа толку високо на позициите на нашите портфолија. Следен во токенизација е Ondo. Значи, ова е првиот дел со токенизација кој што го минеме нормално, како проектите кои што се најбитни во тој дел, само што донесе токенизација на Solana, сакале не или не, голем дел од ликвидноста и активноста се наоѓа на овој блокчейн. 21 јанари, официјално пред само 2 дена, Ondo носи повеќе од 150, како што можеме да забележиме, различни акции во токенизирана форма на Solana. Односно, платформата на Ondo за тргување моментално е достапна и на Solana блокчейнот и преку Solana практично блокчейнот ќе може да купувате и продавате акции. Значи, на вистина, пак ќе кажам, ова е екстремно позитивно за сите, како за Ondo, така за Solana, повторно. Тоа што го зборувавме. Multi-chain е едината. Ако не беше тогаш Ondo ќе се задржи само на Ethereum, немаше да се труди да се прошири на други блокчейни, односно layer cake-ови. Па затоа и во оваа ситуација, ова ако мене ме прашувате екстремно позитивно како за Ondo, така и за Solana, целата таа ликвидност со Solana сега ќе може да биде насочена кон оваа огромна количина на акции на Ondo платформата. BitGo, еден од оние институционални custody providers, кои што ги знаеме уште од самиот почеток криптосферата, моментално само што направи свој IPO на 22 јануари, во текот на вчерашниот ден. Ова е New York Stock Exchange, BitGo, овој голем постер. Значи, не можеме ни да замислиме вакво нешто пред само 3-4 години, а сега најголемите компании во криптосекторот прават своји initial public offering, односно стануваат јавно тргувани компании. И нормално, веднаш откако истата почна да тргува на Њујоршката берза, Ondo направи токенизирана верзија на BitGo акциите. Значи дека веднаш после отварањето на нивната акција, значи како initial public offering, Ondo направи нивна токенизирана верзија и истата е достапна и може да тргувате на Ondo апликацијата за тргување на акции. Така да, пак ќе кажам, Ondo дефинитивно останува една од најголемите позиции во нашето портфолио и ние го слушаме дедо, останува да видиме дали ќе биде во право, дека токенизацијата е и потенцијално ќе биде еден од најголемите сектори во криптосекторот, мислам во криптоиндустријата, како и да е, ние голем дел од нашето портфолио го вложивме во овој дел, сега не е преголем, негде околу, би рекол 10%, но дефинитивно веруваме во овој сектор. И Торо само што го постави Midnight како еден од токените кои што може да ги купите, знаете, сами Midnight е privacy токен на Cardano блокчейнот. Сега јас искрено проверив од она, ако се сеќавате, имаше начин на кој што може да аплицирате доколку имате Cardano за да добиете Midnight токени. Не знам зошто се уште ги немам добиено, знам дека не е веднаш, значи овој airdrop ќе трае, имаше одредени транши во кои што ќе бидат распределени овие токени. Сакам да прашам дали некој од вас потенцијално добил Midnight токени, ако добил би го замолил да ни пише во коментар, чисто да знам дали потенцијално сум направил нешто јас грешно, да проверам, или пак можеби се уште никој од нас нема добиено. Како и да е,
самото листање на eToro, на Midnight токенот, кажува дека овој проект ќе има интересен потенцијал, посебно кога станува збор за privacy layer на Cardano блокчейнот. Следно, Ripple RLUSD моментално излистан на Binance. Иако излистан на Binance во неговата Ethereum форма, знаете и сами дека RLUSD, тоа е нормално стейблкоинот на Ripple, матично беше издаден првенствено на Ethereum, како нормално екосистемот кој што има највеќе стейблкоини, кој што највеќе се користи за DeFi, затоа и тоа е донесена таква одлука, а во 1/3 од вкупната вредност на маркет капот на RLUSD се наоѓа и на XRP Ledger. Така да, моментално, фракцијата од ние 2/3 од маркет капот на RLUSD кои што се наоѓаат на Ethereum се излистани на Binance, а се очекува дека наскоро и така речено на XRP мрежа на RLUSD ќе биде излистана исто така на Binance. Останува да видиме. Но, пак ќе кажам, се тоа е екстремно позитивно кога станува збор за Ripple и XRP нормално коинот. Би ве замолил, ако не сте погледнале, погледнете го последното специјално неделно видео, последната недела, каде што разговаравме за Ripple, односно XRP коинот, каде што имавме апдейт на истиот. Така да погледнете, таму разговараме во детали како истиот ќе има позитива од овој RLUSD стейблкоин. И уште една интересна вест околу RLUSD, моментално само што го искористи, односно направи партнерство со Wormhole, кој што ќе дозволи RLUSD да биде користен на Layer 2-ките на Ethereum. Односно, преку Wormhole, RLUSD првенствено е имплементиран на Optimism Superchain, као што може да видам екосистемот, зашто го зборувам ова. Погледнете, значи, први кои што моментално тестираат трансакции преку Wormhole на RLUSD се Optimism, Base, Kraken Inc. и Uniswap. Односно, Unichain, Inc. Base се уствари суперчейн на Optimism OP-Stack. Значи дека OP-Stackот, моментално најголемиот дел од овие чейнови, веќе, као што можеме да видиме, прават тестови на RLUSD стейблкоин. Така да ова е крајно позитивно и повторно, кој го возможува ова? Wormhole. Као што кажавме, иднината е мултичейн. Следна вест ни доаѓа од Hedera и на 22 јануари партнерство со McLaren Racing тимот. Знаете, сами McLaren има Формула Racing тим, сега дозна дека имаат и некоја друга, не знам кој е некој друго првенство, прво послушам за истото. Значи, нивото партнерство е првенствено со McLaren Формула 1 тимот, како и со Aero McLaren IndyCar тим. Не знам што е ова, IndyCar прв па слушам искрено, како и да е, многу интересен момент. Значи, моментално првенствено партнерството ќе се спроведе со апликација која што ќе биде направена на Hedera блокчейнот и ќе има, барем според тоа што успеав досега да го сватам, како NFT колекции пред секоја трка или за време на секоја трка, каде што ќе може да оние кои што се да речем обожаватели на McLaren да може да прават клейм на овие NFTs. Сега тоа е само почеток, наводно идејата е според тоа што е напишано, ваквата апликација да го доближи тимот до нивните обожаватели и идејата и понатаму останува првенствено да биде преку ваков тип на дигитална форма, односно на NFTs, да им дадат нешто што е од значење од самиот тим на самата зедница. Многу интересно. А понатаму се очекува дека нели ова партнерство ќе се развива, ова е првичниот дел како ќе функционираат како партнери. Wallet Connect, кој што е апликација за on-chain плаќања, која што моментално според пишаното има околу 600 различни wallet-и и 70.000 децентрализирани апликации кои што се поврзани преку ова Wallet Connect инфраструктура за плаќање, значи практичи DeFi дел. Моментално го интегрира Tron. Значи, ваквиот Tron моментално интеграцијата ќе значи нормално за TRX токенот, кој што ќе биде достапен на сите овие, да речем, корисници кои што користат оваа инфраструктура. Доста интересно со оглед на фактот дека Tron исто така има, би рекол, голема адаптација во криптосветот. Пак ќе кажам, гледаме дека иднината е мултичейн. Blue Ocean и Pit Network. Blue Ocean е посебен тип на, да речем, платформа во традиционалните финансии која што се грижи за futures trading откако пазарите ќе затворат. Односно, откако пазарите ќе затворат, као што знаеме и сами, од 8 наутро до 4
попладне, продолжува фьючер трейдинг. Во оние 5 дена во неделата, каде што се уште има активно тргување. И сега интересното е што значи досега немавме прайс фит на крипто секторот за овие фьючерс трейдинг, како што знаете и сами, например, откако ќе заврши S&P 500 тргувањето во 4 часот попладне, фьючерси понатаму продолжуваат тргување. Тоа сме го покажале многу пати. Во оваа ситуација ваквото тргување од сега ќе биде достапно на ПИТ и тоа е исклучиво на ПИТ, односно оваа компанија која што се занимава токму со тоа, значи она буквално не само што ги следи, туку ги овозможува тргувањето на фьючерс после завршувањето на традиционалните пазари, нивното тргување. Значи овој overnight gap, како што они го нарекуваат, од сега па натаму како фьючерс цена ќе биде достапен на Pit Oracle. Знаете, сами Pit е вториот по големина Oracle после Chainlink. Имаме некоја мала, да речеме, алокација од 3-4% на нашето портфолио на каналот во овој коин. И Algorand моментално прави посебен тип на Advisory Council, кој што ќе има за цел да биде мост помеѓу нивниот фондацијата на Algorand и самата заедница. Што дека ќе има неколку различни, би рекол, интерактивни задачи кои што треба да ги исполнува, со цел прво да има фит, значи едноставно да знае што се случува во самиот екосистем, што е потребно на некој што граат во Algorand, а истиот овој така речено фит за информации да го врати назад на самата фондација, значи тоа е во основа нивната цел. И овој, како што видовме, совет ќе биде состоен од 3 представника кои што буквално ќе имаат активни задачи за тоа, нели, како да го напредат Algorand и како тоа да биде унапредено во склоп на барањата и потребите на самата заедница. Бутан, знаете и сами, е една од најголемите земји во светот, но една од најбогатите земји кога станува збор за тоа колку нејзините граѓани поседуваат капитал. Не само тоа, знаеме дека Бутан моментално активно инвестира во крипто секторот, знаеме дека Бутан е еден од најголемите поседувачи на биткоин и етериум и ова е најнова вест која што доаѓа од ваквото кралство, така наречено Бутан, дека со новата соработка со овој друг Holding and Investments DHI, кој што стои позади SEI протоколот, ефективно Бутан ќе стане валидатор нод на SEI, односно самата држава ќе има свој валидатор нод на SEI блокчейн. Повторно, не е мала работа, кога држава станува валидатор нод на вашиот блокчейн. Alchemy Pay во последниот месец активно успеа да ги прибави 13-та и 14-та дозвола за Money Transfer фонд во Америка. 13-та доаѓа од сојузната држава Јужна Дакота, а 14-та од Небраска. Тоа значи 14 од вкупно 52, значи оприлика се приближува до оприлика 1/3, би рекол, на државите кои што имаат лиценца за трансфер на пари во Америка. Не забораваме дека Alchemy Pay има лиценца за трансфер на пари низ екстремно голема количина на економии и економски блокови во светот, но кога станува збор за Америка е екстремно тешко, како што може да видиме, затоа една по една ги прибавуваат во последниве 2 години и се стигнати до 1/3 од вкупната количина на сојузни држави во оваа федерација. Сега ова да ви кажам право на Monero, го убив од читање и не можам да го разберам, затоа што навистина треба да имате напредни познавања за блокчейн, посебно кога станува збор за privacy блокчейни, како Monero, за да успеете да го разберете. Она што успеав да го разберам е дека првенствено ваквиот FCMP++ апгрейд, кој што моментално го гледаме, дека е имплементиран во алфа верзија, е направен после 51% атак кој што им го направија. Ако се сеќавате, значи Monero беше практично приватизиран во краток период, кога една група на мајнери, proof of work мајнери успеа да направат 51% напад и да ја превземат контролата над Monero блокчейнот. Истите не направија никаква штета, не направија промена на блокчейнот, не направија issuance на своји блокови, туку едноставно покажаа дека оваа опасност постои. И сега, според тоа што го видов напоредно пред да дојде до овој апгрейд, значи една од главните причини за имплементирање на овој апгрейд е токму тоа, поголема заштита од ваков тип на напади. Сега, оно што успеав да го видам е дека го надградува многу самиот privacy сектор на Monero како блокчейн.
но искрено го читав ова и не можам да кажам дека се разбирам, доволно за да можам да ви објаснам што точно се надградува. Она што ви напоменала, доколку некој од вас го разбира ова малку повеќе од мене, да ни остави во коментар во најосновна форма што точно уствари представува ова алфа верзија на овој апгрейд, затоа што па ќе кажам, освен фактот дека го надградува самиот протокол во однос на нели privacy, искрено не можам да кажам дека разбрав повеќе, затоа што е навистина многу напреден, да речем, многу напреден текст во однос на блокчейн. PancakeSwap, многу добра вест од PancakeSwap, со новото гласање на нивниот DAO одлучуваат да го намалат значи максималниот маркет, тоест максималната количина на токени во кои што може да влезат во на пазарот од 450 на 400 милиони. Ова е многу добро затоа што на тој начин вие практично овие 50 милиони токени кои што потенцијално би влегле би направиле уште поголема инфлација на токенот, така да ова е екстремно позитивно за иднината на PancakeSwap и не само тоа, дури и како што успеавме да видиме, на пат се да ја намалат инфлацијата, односно за половина да ја намалат инфлацијата за issuance на Cake токени. Иако моментално цената е доста мала, ова може да видите копија на сите коини што моментално ги поседуваме, ова е фактот дека немаме до сега нормално bull market, односно altcoin сезона, но ефективно, пак ќе напоменам, идејата и понатаму останува дека само прашање на време кога ќе добиеме, а нормално дека ова за иднината на ваквиот проект е многу позитивно. Односно се намалува самата инфлација за половина, а од 450 се намалува на 400 милиони макс supply на тоа колку токени може да бидат пуштени на пазарот, така да ова е позитивно за PancakeSwap, се надевам поседувате. PaySol, да ги поздравиме многу, значи пак ќе напоменам, ова е една од првите компании кои што се занимаваат со блокчейн во Македонија и тоа на глобално ниво, би рекол дефинитивно првата која што го прави тоа. PaySol е солуција за плаќање, ако не сте, погледнете пред двата лајвстрима, значи и самите ќе го објават видеото со нивното гостување на нашиот канал, каде што ќе видите точно за што станува збор. Ако не, ќе ги сретнете во Битола на нашиот офлайн митап на 29 март, каде што ќе ни се представи еден од нивните, да речем, представници, потенцијално тоа ќе биде Ристе, кој што е начело на овој проект, за да ни каже што поточно нормално представува овој проект и како истиот ќе може да помогне на македонците во иднина во криптосекторот. Значи истите направија свечено отварање на 21 јануари, им честитаме, се надеваме дека ќе продолжат и понатаму успешно да работат и нормално успешно да соработуваме. Истите ќе не бидат гости овој пат во Битола, а се договоривме да бидат дел и од нашата конференција во Скопје во текот на летото 2026 година. Дополнително мораме да спомнеме во однос на случувањата кои што ги има во светот, во криптосекторот. Значи, моментално ќе имаме хакатон на IOTA во колаборација со MasterZ до 31 јануари 2026 година е пријавувањето, така да многу едноставно само напишете хакатон IOTA и ќе ви го даде овој, би рекол, оваа страна и ќе може да видите за што станува збор во детали, нормално нема да наругуваме премногу. Дополнително, овде ќе имаме уште една битна работа, а тоа е ICP. Значи, ICP е голем соработник со Светскиот економски форум. Web3 Hub на Давос беше организиран од ICP 19 од 22 јануари, со тоа што може да видиме дека на вистина има многу посетители. Ова се дел од компаниите кои што беа дел од овој настан. Значи, може да забележиме големи имиња кои што го посетија овој настан кој што е организиран од ICP, интернет компјутер. И ова се говорниците кои што зема така речено учество на самиот настан, кога станува збор за Web3 технологијата. XRP Австралија, Сиднеј 2026 година од 27, тоест да, во 27 февруари. Значи на 27 февруари ќе се оствари XRP Summit во Австралија во Сиднеј. Ако некој од вас живее таму, да сум јас дефинитивно го посетил, чисто да знаете, и NEAR протокол, NEARCon, кој што ќе биде реализиран 23-24 февруари во Сан Франциско. Така на тоа се некои поголемите настани кои што моментално ги имаме во однос на криптотехнологијата. И за крај нормално секогаш правиме преглед на портфолијата на големите играчи во овој сектор. A16Z, кои што моментално имаат екстремно голема позиција во Uniswap со 309 милиони,
Тоа е најголемата, нешто помалу имаат овде. Можеме да видиме дека нема промена на нивните на токен баланс, односно не продаваат. Сакам да ви покажам дека големите играчи не продаваат. Може би не купуваат, но дефинитивно не продаваат во секторот. Кога станува збор за следните, а тоа е Grayscale, истото може да го забележиме. Се овие се малку поактивни, гледаме варијации на вредноста на нивното портфолио. Во најголема количина 19 милиарди долари вреден биткоин, 1,24 милиарди вреден етериум, 144 милиони Zcash, Link 57 милиони, Solana 13 милиони, нешто помало во другите. Со тоа што како изгледа токен balances history, дали има некакви промени. Као што можеме да забележиме, има блага наклонетост надолу, но тоа е поради тоа што имаат фондови кои што моментално ги продаваат како биткоин и етериум, тоа го знаеме од ETF-ите. World Liberty, кој што, ако се сеќавате, добија лиценца за отварање на банка, да ме подсетам, тоа е на Трамп компанијата. Најголемата количина име во World Liberty Fine токени, што е очекувано, 7,8 милиарди. Дали има промена во токените? Сега ќе видиме веднаш. Значи, гледаме дека голем дел од нив нема промена. Гледате, значи, промената е некоја минимална, ова е некоја, не знам, нешто малку продале, извадиле и така натаму. Значи дека не излегуваат од пазарот, тоа е многу битно. Pantera Capital, кој што, ако се сеќавате, последниот пат беа многу големи на Ондо, се уште се, 77 милиони долари вредна Ондо позиција. Гледаме дека вредноста на портфолиото паѓа, но дали е тоа поради продажба, сега ќе видиме. Значи, ова се 4 најголеми, би рекол, мала продажба има. Значи, погледнете, некоја мала продажба, која што моментално ја намалила количината на токени од 225 милиони на 219. Значи, околу 6 милиони токени во оваа ситуација од Ондо се продадени. Што пак ќе кажам, ова е екстремно мала количина кога станува збор за ваква позиција. И како и секогаш самиот крај, ако не сте станете дел од нашата Patreon заедница, значи ова е форум кој што моментално го држиме на patreon.com за сите наши следачи, сите наши членови, кои што нормално со мала, би рекол, надокнада ни помагаат оваа работа да проложи, професионализмот на нашиот канал да биде се повисок, се повеќе гости, се повеќе нормално материјал и нормално повеќе случување, како што е Meetup во Битола, како што е конференцијата која што сплеваме во Скопје. Нормално тоа е третата македонска криптоконференција ова лето. А за возраст нормално добиваат пристап до нашите чатови, значи може да забележите, ова е место каде што сите наши членови активно учествуваат со своји информации, своја едукација, значи едноставно разменуваме, место каде што нема вреѓење, нема нормално омаловажување на вашиот допринос или пак на вашите прашања. Овдека сме да помогнеме едни на други и почетници и они кои што се малку понапред во овој сектор да можеме да соработуваме заедно. Имате приватни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Дополнително имате еднаш месечно лайвстрим кој што го организираме за целата наша Patreon заедница, каде што буквално ги одговараме сите ваши прашања, а потоа истиот го објавуваме на сите наши социјални мрежи и канали. Значи секоја материја јавно е достапна за сите македонци, за некој малку порано, за некој малку подоцна, но како и да е, се што моментално постои на канал Криптокемиџија е достапно за сите македонци. Ова е само привилегија која што им ја возможуваме на нашите Patreon членови, како и ова офлайн видео кое што беше достапно во текот на петок на нашата Patreon апликација, а истото може да погледнете во сабота во 6 часот на нашиот канал. Така да станете дел нашата Patreon заедница, поддржете не во нашата работа и добите привилегии во однос на оно што го работиме. И за крај, за оние кои што потенцијално сакаат дупла членарина на годишно ниво, тоа може да го направат со инструкциите на овој постер или на овој пост. Значи, само испратите на cryptokemidja@gmail.com на која валута би сакале да уплатите, ова се цените за уплата на годишно ниво, а ние ќе ви вратиме линк со членство на годишно ниво до нашата Patreon заедница. Ова е нормално со 30% попус од ако треба да плаќате месечно за оваа апликација. Се надевам дека уживавте, се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптокемиџија.